Следното што сакав да го кажам, не ги интересира утре дали кога кидат во аптека ќе ги има лековите, дали кога одат на доктор ќе имаат доктор да ги пречека, не ги интересира што ќе биде со платите, не дали ќе умрат од рак, али многу ги интересира љубовната врска на тој со тој. Колку е Страшно, е разочарувачко. Ова е од овој аспект мислев на преска што зборевме за уствари така трнат со Тони и со Игор. Може би од тој аспект се плашат, као што ќе ме тресеш мене, ни тоа какво. Да, Игор го имаше тој став, го се неговиот, знаеш, малце пријател и неговиот продуцент ми го каже, тоа века Игор беше скептик затоа што има сега не е тој стил на емисија, ама пак ќе кажам притрес не е политички, не е раскривање на криминал, не е истражувачки. Ти со сила не си сега Претрес е претрес. Ме разбираш? Очекувам дека утре во некој издание кај што ќе отсредам дека ќе зборуваме повеќе можеби за спорт, за тоа како се развива подкаст, за тоа кои сте вие, за некоја интимна лична приказна, ќе викнам и вас ако е вистинското време. Удри малку повеќе ако дозволиш еден мал совет од мене, затоа што ова е чисто мој впечаток. Мојот впечаток е дека како да е политички. Мислам, политички теми. Објективно гледаш, да. Сакаш да си претресуваш политички теми. Тоа е актуелно. Не сакам. Така. И советот е може би на такви ко мене, што веќе оформиле некаков впечаток, малку почесто да ме потсетиш дека уствари не е тоа поентата. Дека ја уиднина може да си очекувам тотално друг профил на човек. Од пак ова е чисто лична преференца, имам одредена квота на колку можам политичари да гледам. Апсолутно. Една, две, Жаре не може никого да гледа. Ја ако те научам дека ти си правиш претрес на политичари, деците. За некое време, YouTube нема да ме Ама сега, ама не беше така стало. YouTube нема да те покаже кај мене. Тоа сакам ти кажам. Тони Михайловски ме донесе на каналот. Фер. Не, јас добив многу голема публика и од Мија Костова, која што имаше пристап, настап и нешто што не го покажал ни на друго место. И вика не сакам да на друго место. Страф ми е да не се многу луѓе ко мене да се да мислат дека ова е исклучиво политички. Ali јас морам да го задржам тоа што е претрес. Морам да ја задржам сршта на претрес. Морам да го задржам она што знаете, во време кога имаме многу проблеми, бараме многу одговори за како настанали и како да ги решиме тие проблеми. И ти во морето на тие не може веќе од оправдување по телевизија ќе биде, правиме, работи, не можам да го трпам тоа. Едноставно јас сметам дека треба да дојде тука и јас да му кажам дека времето кога треба може и ќе направиме помина, сега направи го или одеси. Ете толку ме интересира. Кружиме само. Да, или претходната власт, распадна институција, не ми кажу нешто што го знаме. Зошто ти топла вода што е проблемот без луѓе? Затоа нема простор да викнеш по нормални луѓе. Од друга страна, морам да бидам искрен и реален. Актуелно да е. Добро, знаеш колку ствари можеш да претресуваш у спорт, да викнеш некој. Сете сваќам. Света разбирам. Но има и друг проблем. Еве ќе ги земам, спортот не ми е близок, веројатно и затоа. Тоа ќе рече ако немаш интерес, што ќе видиш? Веројатно и затоа досега и не треба да викаш. Кога идав на кросфит ми беше поблизок, многу ми беше интересно и после сега не ќе да помислам да се вратам. Ама не, колку многу контроверзии има на пример. У клубови, у тренери, у газдата, овој оној. Колку ќе го гледаат тоа? Ама ако него не го интересира зашто? Јас стално идам твојот интерес. Не, мораш да знаеш дали ќе го конзумираш другиот од другата страна. Да, таква некоја може. Ја тешко ми беше да ги навикнам луѓето дека обични луѓе ќе доаѓаат во претрес. Доаѓа родители кои што го изгубија детето од струен удар. Едноставно нешто неактуелен кој го знае, фамилијата е лешто. Како да не им дадеш? Како да не им дадеш? Типа тие луѓе имаат проблем. Ама гледаш, ете, тоа е сепак мала стега што веќе ја имаш таа одговорност дека тоа работа пак треба да е малку профитабилна. Претрес сепак веќе неколку луѓе зависат од тоа, ти колку толку имаш нешто живото него, мислам ти се водиш по идеалите, супер, и јас се водам по идеалите, ама ако не отидам на работа, немам за леп да јадам. Никој не зависи од парите на претрес освен јас. Ете затоа не ми е супер, и тоа не е мала работа. Сите име втора работа, а на сите име тезга,
Сите го работат од задоволство го работат, од стварно не ме оставија. Катерина Цаневска-Арсовска, која што сега е советничка во град Скопје, од СДСМ беше дел од Вретрес. Ако ви кажам дека како новинар, по-објективен лик во редакција сум немал, нема да ми верувате. Нема да ми верувате, но во СДСМ е независен советник во СДСМ. Али објективен до крај, но не зависело од Претрес, не зависи ни Снага, не зависи ни Горан. Горан е работи за Bank of New York, луѓе, значи као чекајте малце, сигурно не зависи од Претрес. Сите го правиме ова за да сите ни биде утре подобро. Само јас живеам од овие средства. Сите други, ако земат, ако не земат, не викаат, не земавме. Ај више за работа го збориме. Многу ме интересно што си Whitey. Па не сум Whitey, искрено, не го работам тоа. Не е нешто што ја се наоѓам, не Работиш од програмирање?